Горан Јапан, добре дојде во Хајп Македонија за прв пат. Имаме една градска легенда за која што има многу што да се каже. Добре дојде уште еднаш, кажи ми како си. Супер, фала ви што ви текне на нас малце постариве бивши легенди. Чим една другарка ви каже чим ти ќе те кажат легенда, значи си острел пред пензија. Ама јас сакам така да ме збора. Јапан, ти си еден од најпрепознатливите градски ликови кај нас. Кој те знае, но би сакала за почеток да ни се представиш ете на помладата генерација, помладата публика што не следи нас. Кој е Горан Јапан? Па Горан Јапан е, сум се занимавал со се што во животот, меѓутоа највише ме познаваат по музиката. 85-та година, значи прв пат направив група, се викаше Воркерси, и од тогаш немаше многу пари, српската музика беше во преден план, немавме некоја продукција во македонската телевизија и менував групи. После бев во Таличен Том, таа е група што прв пат во бившиве простори, ние и Хаустор групата од Загреб имавме дувачки инструменти, саксофон, тромбон и труба, што беше многу интересно, некој фанки стил сепавме во живо. Од таа група после испадна многу добри џез музичари и така. И првите групи што ми беа скоро сите беа средношколци. Многу сакав да наоѓам таленти, да помалони по 10 години бев и ќе најдам некој добро што свира, знам дека имаат волја за свирење и вежбаме по една година, две така пред да имаме концерти. И потом беше групата Октавијан, па Супернова и на крај само студиски албум беше со групата Форум. Кажи ми, кога ќе се сетиш на времето на Југославија, каква беше таа сцена на ноќниот живот тогаш, а каква е денес, од аспект на забави, музика и ете така слични работи? Да, значи ние порано мојата генерација, пошто не кажав имам 61 година, значи со диносаурусите сум се, може ти Дино да ме вика диносаурус. И наше време се знаеше, немаше дискотеките до 12 часот работе. Кога се осамостали Македонија, имаше период исто беше така, после почна првите забави во Мусандра, во Скопје и почна ноќниот живот во Скопје многу беше јак. Памтам дека од Белград имаше луѓе доаѓа од Загреб, тоа до сабајле работеше, немаше некој закон. Најжив град беше ми се чини на Балканот. И после нели се сменија некои работи, забрани, мабрани и така. Јапан, кажи ми, имаш интересно искуство и како музичар, и си помена многу во животот. Раскажи ми за некоја случка, имам слушнато, дека се настапувал по случајност во некој гејку. Тоа е интересно за тебе, го прераскажува. Да, тоа беше со едни... Ја работев во Дом на млади, сега МКЦ, и бев таму сценограф. Инаку работев во Дом на млади, што многу ми било чест. Работев као хаус мајстор и сценографи, изработав сценографи, што обично оваа музичка фела ја подценува таа работа. Меѓутоа многу ме беше убаво. Имаше представи со некои што шетавме низ цела Европа и идеме во Римини, во Италија, нема да спомнам имиња да не се наљутат некои глумци и настапуваме. Ја бев освен што бев значи сценографија и ми ја монтирав сцената и ме ставија да глумам. Глумев неморален поп. Тоа е една представа, Цезар се враќа на земјата, нели? И сака да се самоубие кога видел продукција геј, вика што е ова, кај дојдов ја, вика се изменија времињата и станува неуништив, не може да се убие. И ја едниот глумец почнувам пеме. Кога Господ е по земјата света рече Господи помилуј и пеем и одеднашка почнува техно музика. И ја и глумецот се соблакаме, кога цаки струва со нешто беше и одеднашка мушка танга. Публика во Италија збесна. Ние порано сега што ги нарекуваат геј ги викаме не ги викаме така друг шема да не ги спомнам. И представата ја гледал тој некој директор на театарот што беше, он имаше на пример како што е така и театар имаше него. И што се случи, вика, ве молам, имам ноќен клуб, повторете оваа сцена, ми се свиѓа што на сцената ја играм башка на шипка. Имаше една бугарка што ме учеше. Вика, што прижбе ти прво мушко што сум видел вака да се врти на главачке. А многу сакав така, знаеш, упорен сум у све. И надолидев со главата, тоа беше, што да ти кажам. Идем у тој со
еден познат глумец и ние двајца настапуваме, пошто таа сцената сака да ја повториме и не знаеме ние тоа што е тоа, не беше развиено тоа. Геј клубови тие работи. Идеме и убаво не платија. А таму и од нашата амбасада доаѓаат да не гледаат. И таа хостесата што беше од амбасадата вика така и така вика глумете ќе ви дајме мој пари. И ние одглумуваме, тој имаше многу ба техно музика. Брависимо вика тама, нешто сумњиво ми е, знаеш. Гледам поделено, машки поделено жени, викам, овој сумњив некој клуб викам. И глубиме и еден вика овако тама, дојди ваму. А викам идам. И почна ми става тука, кој што има втанга, угачичките пари. Тоа лирите многу нули, а мислев, леле милиардер ќе станам, што е работа, ќе си купам мој театар. И кога ме зареди, ја уште толку играм техно, доаѓаат овие плескат, ја врска нема, исчукани све. И на крај идам, се враќам, тоа едно пола сат им одржувам таму, идам у публика, и човече доаѓа хостесата и ка, мораш ли да останеш у Италија. Ова што си го направил, овој Роберто си каше тој, еднаш неделно да доаѓаш, ако треба авионче ти плаќам. Ега бе, викам, не знам, јас сум си хаус мајстор сега, че имам на шипка да играм. Те боли ми ко остани, вика. И баш како да ти кажам, имам непристоен предлог што, ако може вика кај него да дојдеш у соба. Како викам да дадам? За договор нешто што? Не вика онај геј, викам, не знам што е тоа геј. Сака маши. И јас со глубецом, бегај брат, викам. И тој стално кој вика, Јапан, да беше сега ќе прифатеша модерна. Не, фала, викам, ти прифати се. И така едно од тие догодовштини што ми се догоди. А иначе, сега да не зборам сега некои почетоци, кога посебно во Куманово, многу еднашка на зафрканција, пијана работа, свирка, делириум, свиреме девојачко вече, 60 нешто жени, ај бека да се сликаме малце, соблечи се. Ајде, викам, доби, и со облак, и кога почна ни лепат, маже им бе у Афганистан, пуни кешове, кумановки, викам, од сега и ова ќе убацам у програм, почна една, две, 60 нешто имам во Куманово и околина на Скопје свирам тие девојачки вече. Што се дешавало, господне? Сакам да се надоврзам ете на ова. Од секогаш важи за мачо мен, да речеме. Како успеваш да го задржиш тој изглед, енергија и енергијата на толку години, после толку години, се зборува дека многу жени паѓале на твојот шарм. Порано паѓа, сега не сам да зборам, боже. Па интересен ваѓа сум, знаеш. Обично сите и оние луѓе многу што имаат и пари, мари, мисле дека можат со се да платат со пари. Кај некои жени стварно играат улога, кај некои понормални не игра. Веса сум така, у живот ми се чини, дали 2-3 пати сум се изнервирал и сакам кога сум свирал на свирките да дам се од себе. И вајда таа енергија, нели сме настанали од некоја енергија, осеќаат луѓето и сум бил вајда забавно, не сум некој лепотан, ама забај. Кога ќе видиш се, еве некои глумци што би Ал Пачино, не себе некој убај, ама ги сакаат жени, има некоја таа енергија што е, некој флуид. Тоа е најважно уствари. Да. Во едно гостување твое, во еден подкаст, слушнав дека пиеш хидроген помешан со вода. Мора тоа да ми го објасниш и зошто тоа го правиш? Хидрогенот има еден Феодоси се вика, тој најпознатиот, тој Путин ги лечи, он го пишува русиот доктор и хидроген 3%, вика да знаат сите луѓе на светот, вика нема да има болести. И причитам за тоа. И после ќе испадне, после тоа отидов во Белград да завршам масажа, значи од дом на млади отидов да завршим масажа и кај е многу добар што бил во Тибет што учел. И ја засекав за масажа, случајно се деси, преку Вардар фудбалскиот клуб отидов и гледам ми го кажу исто тој кинезот што ме учеше. Он бил на Тибет 27 години и кога си одиш, нели ти ја дава дипломата, и ти вика така, он ти е као гуру, што има ти вика сега да ти кажам нешто за животот. И со секој подетално ни кажу. Вика, значи, у животот не смеш да замислиш еден ден без да се напиеш хидроген 3%, 3 урми, вика, некојаш и сода бикарбона и уба, разбираш, и зелен чај, и јаболко. Тие 3-4 работи. И кога ми текна дека и овој на русиот доктор го кажува тоа, и баш ќе ти пратам едно клипче кај што кажувам во Санкт Петербург на еден симпозиум од сите доктори од светот, вика ти ги ништо сега ова време борба инфекции, сите ствари паразити ни ги прават сите болести. И кинезот вика тоа немојте и немојте да се нервирате, викам добро, сите болести кои од нервоза. Зошто вика желката, слонот, нели полека све си работат,
Значи лаган живот имаш, да не се нервира. Нервозата сети униште, од панкреас до јетра до све. Докажам некои гледаш слаби, некои имам баш што ми доаѓаат на масажа, сега имам некој салон за масажа и доаѓаат слаби вегетаријанци, шеќерот го има. Значи не е да јадеш шеќер да добиеш. Сега да не филозоф, не изиграм доктор, нито од лично искуство ти го кажам тоа. А како се прави тоа? Спомнуваше капки? Да, во 200 мл вода ставам 10 капки хидроген и тоа го правам од 98. Да ви ја покажам картонот, значи ни една зараза, ковид, мовид, ништо не сум фатил. И сега бев го преместов, се пресели во Лисиче сега од центар, во куќа сум и доктор вика, бе, да не ти го погрешил, вика картонот. Не, викам, не сум се. Кажи бе како, и му кажам, да, вика. Зашто вика, кога вадиш зап, нели, што преш прво хидрогенот да ти уништи бактериите, знаеш. Се става на рана, се става. Ево, мали количини, некои отрови се, ти го регулира тоа, знаеш. Во стомакот, чим немаш паразити, тие, мислам дека, според мене се, да не ги негирам доктори, нешто. Дали пееш и денес? Ете, знаеш ли да си потпевнеш некоја песна што те потсеќа на старите времења? Па, некојаш например, кога гледам телевизија, знам да си пеам, знаеш. И така, интересно. Многу ми се дешавале многу смешни работи на свирки, мирки и сам поише ми текно него што пеам се. Се бевме на една свадба исто така. Имаше некоја турско-босанска свадба и овие босанци сакат и српска и балканска музика. А овие од Турција викнале само турска. И тој ми се јавил младоженецот. Доаѓа ваму и да спаси ситуација. Овие ќе спобудат, вика, сака турска музика, меѓу да саки да пеат. И човече, кога ти на тој се изристувам, викам, доаѓа, викам, избања се тушире, си идеме на свадбата. И што ти кажам, делирам. Многу ми беше убаво, знаеш, се расположи. Пошто ја на свирките не само пеам, значи шоу сме правили. Да. И перики сум стал да емитирам некои естрадни звезди и се. Интересно. Може би да ни запееш нешто се? Ајде на крај може. Ајде на крај. Што вели твојата сопруга за сите тие приказни? Дали е можеби љубоморна или се насмевнуваете на се? Не. Она викаше, ти си свој, тако сум те запознала, остани си, нема да се менуваш, пошто тако сум те запознала, сакам тако да бидеш. Никад не ми е забранувала, значи до сабалја да идам до 4 до 5. Кога си заљубен у некој човек и кој имаш поверење, ако го изгубиш, после е опасно, знаеш. Како вика тие филозофија, дека че доја љубов, вика, треба као дланка, вода на дланка да чуваш, не ти си истори. И на овие млади стално им препорачувам, ако сакате добар брак, пошто се нели ера на разводи, прави си да на жената убава, она ти прави тебе, никогаш нема да имате проблеми. Ако идеш инат и разговарате се еднаш недавно на млади им советам, срцка каже, што ти сметаш ова недела, че кажеш, тоа, смени се, што те кошта се смениш, изми некојаш чини, усисе, па не се жениве робинки ко порано. Сакам малце да поразговараме за музиката во тоа време. Како се смени менталитетот на публиката? Дали денешните луѓе имаат иста страст кон музиката како пред 30 години? Ете, ја гледаме таа ситуација кај нас на естрадата. Кој е твоето мислење? Гледа, ние наше време, значи немаме тој што го нарекува Рамба Модес, што го нарече турбофолк, не сме знаеле ни една песна народна, веруј, мојата генерација. Сме тие рок свирки и кога почнав јас да се занимавам со музика, 35 години свирев на свирки. Меѓу првите што почнат, 5-6 души само кога се осамостив Македонија, почнав да свирам 35 години, значи, што да ти кажам? И пред тоа свиреме целоме рок, ју, странски. И почна си Шизи Нардов и газди, абе малце тие сери, и тој знаеш оној ориентален звук, видо дека се пие поише, ај малце убаци ова, ај и готово, отиде по си рок и мок. И видов дека тоа ми носи, се разбира, секој сака да и материјална сигурност да има, знаеш, и видов дека ми носи тоа пари, викам, ти биди си дома рокер, учи си ги децата се. И во народната има убава музика, ме разбираш, во све. Меѓутоа, ти кажам, на свирките се решив да имам што сака таа популација што е. Тогаш, стално вика, кога е криза, народот сака, вика, весели песни и обратно. Наше време, кога беше војни мојни, нели, се распаѓаш Југославија, тогаш беа популарни Мизар, Архангел, они имаат некоја по, така да кажам, мрачна музика, например, знаеш. И луѓето стално контра сака, знаеш.
И сега некој ќе каже, тогаш има љубава музика. И сега има, мене ме удушевуваат, сега гледав Сладкаристики, Тони Зен, концерти, ДНК, да ја би ги спомнал значи, пуна сали, човече, пуна сали. Зошто, значи, таа музика си ја сака некој. И секоја музика си има своја. Никога не осудам. Сакаш народно, свири си. Сакаш рап, свири си рап. Зошто? Секоја публика, за секој музичар има своја публика, да. Те гледам вака позитивен, енергичен. Ми спомна дека има 61 година, мада не личиш на толку, а и не е многу 61 година. Денови сум сега. Така е. Кажи ми, што те води низ животот? Дали таа енергија, музиката, љубовта, што е тоа клучно? Се, едно време тикам многу музиката, значи ја кога ќе видев многу тикам еден од ретките што работев занат, например, сум работа, има фирма за гипс картон, за вод, имав станови ги реновирав. И би го спомнал многу животот, научив, многу сакав интериери да уредувам. Тоа ме исполнуваше кога ќе дам клучеви, например, на рака некој што си му направил станот, одушевено кога ќе леле со колку малку пари. Тоа ме научил и Владо Георгиев, што беше професор на факултетот за архитектура, меѓу најпознатите уметници, и он од ништо ќе направи, те научи од циментово да правиш, како ефтино да помине народот, знаеш. Сега, например, знаеме како мајсториве дерат. Тогаш сме имале некои поштовање, чуиш некоја бабичка, како да изземеш. Сега те видат кој мајсториве. И тоа, и сега едно време тика музиката. Па после децата те водат, например. Децата дека пораснат, па музиката, сега ме води исто, гледаш како внучи имам две, и тие те водат, кога ќе видиш, леле, живееш за нешто. Можеш да си направиш некој план во животот, според мене да бидеш радосен, некои мали нешта те прасече, че си ги видиш внучињата, си викаш успеале децава нешто, ни се коцкари, ни се тоа е радост на животот, знаеш. Имам многу ми доаѓаат богати, некои милиони што имаат у банка, се несреќи. Дај ми, вика, да се смени, ми вика. Ја да видам ти, стално си каве, ќе бидеш весел и стално да си направиш некој план, знаеш, за да имаш што за што да живееш. Полека кола ќе си купи. Ели се ќе си купи кола. Снимател најбавија дечко в Скопје, станче, ќе си купи станче. Можеш да имаш нешто, знаеш, за што да живееш. Ако немаш, и затоа гледаме у Холивуд, гледаш како забегуваат по тие апчиња за смирување и све. Треба мали работа си сакаш, кога ќе успеш, дај си друг план одма, знаеш. Морам да те прашам, од каде ти е надимокот Јапан? Па Јапан, порано живеем, јас сум иначе роден во Книн, во Хрватска, татко ми војно лице, и сме дошли во Македонија, и живеев во аеродром, и до мене имаше едно ромско, не ги викаме циганче, нека не ми се људат, и роми, знаеш, цела населба беше тука, во острво, и циган мало го вика, и се дружиме, ние порано не сме знаеле ние што е ова, ко сега некој, ова, не сме знаеле тие работи. Човече, и дружење, што ти кажам. И јас со нив бара црн бев, што ти кажам. И отпосле, малце се сум побел, едно време цел ден на улица едно друго, че сум крадел од дома јадење да им дам што немал. Многу убав живот сум има. И стално го кажам тога, имаше другар ме подсети, каз, имав женска и се качив кod циган се настреса, не се симнав да ме швале. Ја му викам, знаеш од кај настанало тоа? И стварно имаше едно ромче, мамо имаше една цреша и ние се прекачувавме. Ај сега на денешните деца преку ограда со железа, со шипки да им кажеш да крадат цреш. Абе тато, купи ми цреши гото. Или такси, какво такси, сум носил женска од на задно седиште на штрафови до Маđари сум ја носил за еден пољубат за ти да. И тоа, и викам, знаеш кај настанало тоа циган? Се качува ромчево на цреша и доаѓа тој газда. Симни се со безболта, ќе те тепам, ќе те скршам, зашто крадете? И јас се симнам, викам, ајде, за уши ме тегне. Ој, не, ќе ме типаш, че ја си се најадам, знам дека ќе имам чутек, ќе јадам. И затоа сика, се качиш кod циган се настреша, таму е та. Морам да те прашам, имаш своја студио за масажа, многу познато во Скопје. Кажи ми, како од музичар се најде во улога на масер? Кој те научи и што најмногу те привлече кон ова професија? Викам, освен љубов кон музиката, имав некои пехови во животот, се здружив со некои луѓе што се, како викам, не предузимачи, што искористија мојата добрина. Нели, гадно е за себе да кажеш дека си добар, меѓутоа ми должија пари, која децата мои највише требаше ден да дам пари, средно школо, ме оставија без пари. Цела година работе, ајде ти дајме утре, и не имав некој пех и многу се разочарав во тоа. Викам, чекај мене да ме прават некој будала да работам, гледаш немаме пари, а купуваат станови, купуваат коли. И многу бев разочаран, знаеш.
И викам, од сега и еден другар вика, да не сакаш да идеш у Белград, тоа ми беше зборот. Кај кинезот да учиш. Викам, че идам, што да правам. И 6 месеци курс, ме научи смислото на животот, да не се нервираш, знаеш, све, прво да размислиш пред да направиш некоја нервоза, знаеш. Нема сирење по улици, те прави нешто нервозен, например, прво нема место за паркирање, многу ме нервираш. А брзам имам закажано с пациент. Чекај си размислиш, што ме учеше кинезот? Трнијата работа што те нервира, знаеш. Или дечко те нервира некој или одма шамарот бапни му. И тоа и отидов во Белград, заврши ви, гледав дека тоа и многу засегав таа работа, знаеш. Кога ќе ти дојат некој ќе си ги опорил, кичма ги боли врати, има спондилоза, знаеш, ти работи ќе ти кажат културски сред, да ти се позната ти јапан рацет. И како да не се радуваш, знаеш. А преска, извини, од тема на тема, рипам ја за Јапан. И таму ме научил, многу се тепав мене, знаеш, на улица. И после се преселив у центар по такви дечки некои, знаеш. Ја, кој постари мосте ги кршев сите од чуте. И тоа беше Брусли популарен, имаше една Змајва гнездо, сикаше филм. Идеме од кино, излагаме од кино. И се тепаме за сите. Ој бе се тепа кој Јапан, и тоа не јапонец, Јапан. И Јапан, Бог да чу. Тоа викам и Јапан ми остана. Никој Горан не ме знае. Бе Горан ми масира, бе. Кој бе тој Горан? Тој некако кинез го викаат како Јапан, не Јапан, и тим текне. Така. Зошто не може да се најде термин за масажа кај тебе? Не постои таков термин. Да. Многу имам работа. Ја многу си ценам муштериве, така да кажам се и пациенти или муштери со се, и градам некој однос, освен што, например, ќе дадат на масажа, знам да им кажам некој виц, знам да ги расположам. Што сум читал некои помлади, вака ќе им кажеш pouка како да се ги сакат мажите, жените, и они викаат, Јапан, ти многу повише ми помогна, вика, него психијатар што бев. Психијатор е тен, вика, за пари, ти масираш и плюс психотерапија. И еден ме зафркна, кај што пише салон за масажа, и додана тоа, салон за психомасажа, вика, и ме расположуваш, ќе му кажеш нешто, знам. Знам едно девојче, што Мими би ја поздравил, и треба доаѓа плаче, викам, Мими, ти не си за масажа денес. Што ти, викам, кажи. Јапан, така и така, вика, татко ми од ковид, вика, го лечеме 5000 евра, што си имам за свадба, вика, ги потрошив, све крва ми, ти си клошарка, ти си ова, немате пари, фамилијата, и чуеше што се дешава, и немам пари, вика, 3 месеци сум на работа, не можам кредит да земам. А мажот и на незина страна. И викам, колку гости ќе имаш? 300. Дојди вечер кај мене, ја ќе дам. Колку ти треба? 3000 евра. Абе, не ме лажи. Дојди ми ги вратиш после. И стварно така се деси. Неба фалење и помагаш на човек, не можеше да верува. И затна на све крвата муцката. Од кај најде пари? Бе, што ти е гај? Важно си се слага со мажот. И после ние си пиуцкаме со друштво, се улисиче сум во двор, си пиуцкаме со жена ми која би ја поздравил, никад не сум ја поздравил, срцка ми е, и што се дешава, пивнати, гледаме некој, она одма да ми ги врати парите ми. И у невестински фустан иде, вика, а ние пивнат. Абе, некој кој ангел, вика, да ни доаѓа, некој бело. А викам, кој бе ангел, гледаме, стварно и трча у невестински, Јапан, фала ти. Ми дава пари, ми дава пулс некој. Вика, ми го направи најубавиот ден во животот. Супер, фала ти многу. Да, после имав една ситуација пред 2 години, едно девојче го масирам, и ми вика, Јапан, вика, така и така, вика, те може да те замолнем, место 3 години ме масираш. Јас сум викал, дом, не сум ти кажала, без родители. Викам, нема врска, то што има врска? Добра си, работиш, компјутери работи, перфекционист, на финки има завршено, и вика, се земам со маш од Струмица. Таму адет да невестата да ја внесе таткото, вика, во салата за ова, и мене солзеве сега ми да. И вика, да ја внесеш невестата, да изиграш едно танго, вика, и да ме предеш на младоженецот и да кажеш нешто. Ми се на солзи очи. Викам, ова, викам, голема чест за мене. Викам, фала ти многу, од срце ќе дојдам. И иде ми што се случува, идам ја таму на свадбата и плачам, цела ситуација. И играм со девојчево, а музикантите не знаат, мисля дека ми е черка, знаеш, само се крвата знае, младоженец и ова. И вика, абе, татко не плачу, сигурно богата фамилија даваш. И ја плачам и се треба да кажам нешто. И ми текна, знаеш, науден сум. Викам, ангело, мора да лажеш некој со живот. Те чував 25 години, викам, никој не ти ги скрши крилата. Сега те дам на младоженецот од Струмица, да те чува, никош да не ти ги, да си се сакате,
да ја сакаш све крват и почна да плаче цела сала. Ама една мана имаше, што викам сега, нели сега на Инстаграм постират. Викам, чиспа некој ќе снима, што ќе кажат черки. Леле, уште една сестра има. И брзо да морам да кажам, знаеш. Ќе кажа, ој, колку деца имаме, 10. И среќа се спасим некој, ама посетите. Викам, да сопруга, бе, леле, не кажам дека лажам, вика за ова. И смешки. Абе, догодопштини. Секоја чест, стварно, Јапан, мислам, ретки се таквите луѓе кој тебе. Такам за крај, ете, мора да привршуваме, толку ни е времето, ја би разговарала со тебе уште многу, меѓутоа ќе останеме и оставиме нешто и за така. На 70 години. Порано не е проблем. Кажи ми, знаеме дека си вицмајстер, дали можеш да ни кажеш некој добар виц за крај? Ау, виц да ви кажам. Не е безобразен. Нема? Или ајде нека е безобразен, ќе го бипна. Ќе кажам еден виц, многу е смешен. Си биле Мик Джегер, познатите рокери, и на едниот од рокерската фела му се раѓаат близнаци. Едниот турбо фолкер, едниот рок. И ги зафркаат сите, бати тоа рокерите, турбо фол, слуша син ти, пу, ја срамиш рокерската фела. И овој пиуцка виски жено, вика, мораме нешто да направиме, што? Овој турбо фолкерот вечер ќе го ликвидираме, наше дете, ма не може више. Ми паѓа популарноста, вика. На Инстаграм никој не ме следи. Го убиваме детето. Самаца се морби, ама смеше. И вика, го убиваат, кажи го, детето, утредента погреб, плачат божемски, доаѓаат дома и му викаат, а вечерта па, овие ги смениле креветите, играл едно на Sony PlayStation, а и лежите му од кревет да не ме буди со Sony PlayStation. И го ствари го тепале рокерчет. И го останал жив. И едно време доаѓа дома, фрла тоа се уцрно. Синко, нема више турбофолк, нема ништо, да живе рок. А овој малиот и гледа и им пе, убили сте погрешnog човека. Пен секој чест не можеше поинтересно да го заврши. Морам уште еден тој. Имало светско првенство и човече првите 10 места идат во Кина, измисле некој робот, се викал Дени, и ги задоволува жене на сите страни тоа. Што ти кажам? Шфрчат. И се ја носат и првите 10 места ги носат. Влага италијанкава, сад време размушавана, ја растил компјутерот. Ој деки роботов, луд бе, ме растил 10 паси оргазам. Влага американка 3 сата. И да не одоговлечам, влага Кумановката 1 ден, 2, 3, 9 дена. Кинези, што е бе ова бе, од кај ова Кумановка, која нација ова бе, толку што ја држува. И после 9-тиот ден отварат врата и сите од комисијата се вртат, чекат Кумановка да излага роботот целиот спобудален. Бега низ ходник, а вам мујка, доваѓај ваму Кумановката, имаш батерiju за бегање, немаш за онаквење. Со вица завршиме, нели? Така е. Многу ти благодарам, се надевам дека добро си помина нашиот разговор. Имате луфта, викате. Ако не само за вици, па прикажувате ги. Фала ти многу, ти посакувам многу успеси, да си останеш ваков каков што си, да не се менуваш, да останеш и се надевам дека ќе се видиме во наредна прилика. Ајде, ве сакам сите. Јас сум Јапан, а вие гледате Хајп телевизија.